Зоран Заев ќе го добие мандатот за составување влада. Од кабинетот на председателот Пендаровски денеска информираа дека шефот на државата утре ќе го врачи мандатот на лидерот на СДСМ, чија коалиција освои најмногу пратеници на изборите на 15 јули. Зоран Заев во име на коалицијата Можеме, кој има освоено најголем број пратенички мандати во собранието, го информираше председателот Пендаровски за преговорите со повеќе партии за обезбедување на неопходното мнозинство во собранието за избор на владата, се вели во соопштението. Заев спред уставот има на располагање 20 дена да постигне договор за коалицирање со можните партнери, што значи поддршка од најмалку 61 пратеник, како и на собранието да му поднесе програма и предлог состав на влада. Со оваквата одлука на Пендаровски се става крај на правните толкувања дали собранието е конституирано или не, бидејќи спикер се уште не е избран и дали во таква ситуација председателот може да го додели мандатот. Од кабинетот на шефот на државата уште пред да соопштат дека утре ќе се доделува мандатот, информираа дека Пендаровски се консултирал со еминентни правни имиња и заклучокот бил јасен. За да се смета дека собранието е конституирано, потребна е верификација на мандатите на пратениците, а не нечи избор. Во писмениот став од кабинетот на Пендаровски дополнително беа приложени два документа. Едниот датира од 2006 по тогашните парламентарни избори, а другиот од изборите во 2016 во кои претседавачите на седниците го информираат тогашниот претседател на државата дека собранијата се конституирани, иако не се избрани спикери, и дека роковите за доделување на мандатот за формирање влада веќе течат. Заев го добива мандатот за формирање влада на денот кога Ахмети, со кога разговараше, но се уште не постигна договор за коалицирање, ги повика лидерите на останатите албански партии на средба на која ќе се разговара за ситуацијата по изборите. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.